14-годишен ученик се бори за живот на клиничкиот центар во Скопје откако вчера бил избоден од друг 15-годишник додека бил на училиште во основното училиште 22 ноември, односно 25 мај по старо во скопската населба Ченто. Во клиниката велат дека ученикот бил донесен вчера околу 14:40 со убодна рана во стомакот и расекотина на главата. Веднаш по приемот е направена компјутерска дијагностика, лабораториски анализи, при што е установено дека има повреда на црниот дроб, на вена кава инфериор, значи во стомакот, примене во интензивно лекување во Карел, поставена индикација за итна операција, опериран. Во текот на вчерашниот ден состојбата е стабилна, но се уште е во животна опасност. Полицијата соопшти дека напаѓачот бил уапсен откако со остар предмет нападнал ученик во основно училиште во општина Газибаба. Вчера во 14 часот и 50 минути во Скопје, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Скопје лишија од слобода 15-годишник од Скопје, постапувајќи по претходна пријава од Општинско основно училиште на подрачје на Газибаба, дека пријавениот влегол во училиштето и со остар предмет му нанел тешки телесни повреди на 15-годишен ученик во училиштето. Предметот е одземен и по целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. На телефонските броеви оставени на интернет страницата на училиштето не се јавува никој. Директорката ни спушти слушалка кога се јавивме на нејзиниот мобилен телефон, а потоа не одговараше на повиците. Ова е трети сличен случај за неполна година. Пред 20 на дена малолетник беше избоден од соученик во основно училиште во Арачиново. Во октомври минатата година 17 годишник избоде 15 годишен ученик во школски двор во Кичево.